Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, почитувани пратенички во собранието на Република Северна Македонија, почитувани инвеститори ПВ Еуроинк, Интеренерго, Тригал и Келак, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Најнапред сакам да ве поздравам и да го искажам моето задоволство што општина Богданци повторно ќе се истакне во развојот на обновливите извори на енергија, односно во развојот на нов ветерен парк. Како што ви е познато, на територијата на општина Богданци веќе е реализиран ветерниот парк на АД Електрани на Северна Македонија. За нас како општина, развојот на инфраструктурните системи представува значајна детерминанта на идниот економски развој, а посебно електроенергетската инфраструктура, која влијае врз развојот и разместеноста на економските капацитети и дејности. Производството на електрична енергија од обновливи извори кореспондира со нашите основни определби за одржлив развој. Во напорите за упредување на квалитетот на живење на национално и локално ниво, посебно теžište се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. Искористувањето на ветерот како алтернативен извор на енергија е директно во функција на ова наша определба, која нуди брзо и долгорочно елиминирање на штетните емисии на CO2 во околината. Расположивата ветерна енергија на повеќе локации, физичката големина на тие локации, пристапноста до нив, како и постојната потребна инфраструктура представуваат основни компаративни предности на општина Богданци во привлекувањето на инвестиции од овој тип. За исполнување на основните критериуми за изградба на ветерни паркови на територијата на општина Богданци сведочи и постојниот парк на ветерни електрани Богданци со инсталирана снага од 36,8 мегавати со 16 ветерници, секоја со единечна снага од 2,3 мегавати, трафостаница 20 на 110 киловолти, далековод од 110 киловолти и пристапни патишта, инвестиција која чинеше 55 милиони евра. Ветерните електрани Богданци во континуитет реализираат производство кое е поголемо од планираното, па затоа во фаза на развој е проширување на овој ветерен парк за дополнителни 13,2 мегавати, со поставување на дополнителни 4 ветерници во наредниот период, инвестиција која дополнително ќе чини 21 милион евра. Со реализација на втората фаза, целосно ќе се заокружи проектот Ветерен парк Богданци до проектираната инсталирана мощност од 50 мегавати и вкупно годишно производство од околу 137 гигавати. Сакам да ја поздравам и новата инвестиција во ветерниот парк ПВ Еуроинк, кој ќе се гради на просторот помеѓу Стојаково и Селемли, на површина од 50 хектара земјиште и која се состои од 9 ветерни столба со единечна снага од 3,3 мегавати, трафостаница со 33 на 110 киловолти, приклучен далековод 2 по 110 киловолти и пристапни патишта. Инвестиција која ќе чини од преку 40 милиони евра. Доколку инвеститорот поради брзиот развој на технологијата во оваа сфера не се одлучи за друго понапредно решение, проектот за ветерниот парк ПВ Еуроинк започна во 2013 година со поставување на 6 метарска висока мерна станица за мерење на брзината и правец на ветер. А после направените анализи и подготвената документација во 2017 година беше одобрен проектот за инфраструктура. Во 2020 година инвеститорот ПВ Еуроинк го обезбеди одобрението за градење, со што се создадени првичните услови за отпочнување со градба на истиот. Проектот ПВ Еуроинк го привлече вниманието на странските инвеститори, кои после детални анализи од страна на Интеренерго, Тригал и Келак, како домашен производ преминува во нова странска инвестиција во Република Северна Македонија. Затоа сметам дека инвестицијата на Интеренерго, Келак и Тригал за изградба на парк на ветерни електрани Еуроинк од 30 мегавати е на вистинското место и ги охрабруваме и другите странски инвеститори да ја посетат нашата општина и да се запознаат со можностите за нови инвестиции. Во тој контекст, ние како локална самоуправа сме силно заинтересирани да ја забрзаме реализацијата на понуденото сценарио за обновлив развој и во тој правец се сите наши напори да помогнеме максимално во реализација на урбанистичкиот план во населено место за изградба на парк на ветерни електрани Еуроинк како
наша можност посилно да се вклучиме во развој на одржлива енергетска инфраструктура во нашата средина. Како општина која е веќе препознатлива по можностите за развој на ветерната енергија, овие две инвестиции секако дека ќе бидат во прилог за развој и на други ветерни паркови на територијата на општина Богданци, со што се спремиме кон исполнување на Кјото протоколот, како и ЕУ директивите. Можностите се познати, а ние како општина стоиме на располагање на секој иден инвеститор да му излеземе во пресред и да му овозможиме се што е во наша надлежност за побрза градба. Ние како општина Богданци секако дека ќе се радуваме на новите инвестиции во нашата општина, бидејќи тие водат кон нов просперитет на општината и нови можности, како и за развој на ветерната енергија, но исто така и за развој на енергијата од сонце. Односно градба на фотонапонски електрани, бидејќи нашата општина има поволности за развој и на тој вид енергија. Општина Богданци се надева дека со изградбата на овие два ветерни парка и можностите за развој на дополнителни ветерни паркови нема да остане само на овие инвестиции, туку секако ќе се разговара со инвеститорите за можностите за отварање на потребни погони за сервисирање на постојните ветерни паркови и изработка на резервни делови на територијата на општина Богданци, со што ќе се создадат услови за нови вработувања, како на постоечките ветерни електрани, така и во подготовката и сервисирањето на истите. Чест ми е што можам да ја представам општина Богданци со оваа нова инвестиција и се надевам дека во иднина ќе имаме можност да се радуваме и на други вакви инвестиции. На овој начин сакаме до овој и до идните потенцијални инвеститори да испратиме порака дека општина Богданци е партнер на кој со сигурност може да сметате. Ви благодарам на вниманието. Го поканувам господинот Ѓорѓе Ташевски, собственик на ПВ Еоринг, да се обрати и секако еден од најзаслужните за реализација на овој проект, а по него ќе го поканам и ќе го замолам господин Блаш Штерк, директор на Интеренегро Словенија, да се обрати на новинарите. Благодарам.